Вториот дел од овој, значи, празничен подкаст Гол ручек е со Ивица Челиковиќ, наш поет, раскажувач и преведувач, но кој што работи долги години во Шведска. Автор е на десетина авторски дела, поетски збирки и романи, ќе наведам само некои: Школки во рацете, Долги граници со небото, Метаморфози на патот, ова е се поезија, значи, Зад источната линија, Возови во пајаковата мрежа, Брак и огледало, Во зидот знак, Сенки на северот, Седмиот ден, ова е веќе роман, Војници во гумени чизми, исто така роман, и последниот Луѓе без минато, така, ако не се лажам, тоа е 2018. Не, 17-та мислам дека е. Ама беше во конкуренција, мислам дека за роман на годината. Па беше влезе во првите 10, ако мислам дека видов. За повеќе за ова Рациново признание доста во потесна конкуренција, беше и за ова другата, на тоа сега се релативни работи. Да. Од шведската литература исто така имате многу преведено. 30 дела, меѓу кои делата на Стримберг, Селма Лагерлев, Торни Линдгрен, Биргита Троцик, Астрид Линдгрен, Ласе Содерберг, Микаел Ниеми, Катарина Фростенсон, Фредерик Бакман, една од книгите за кои што, значи, ќе дискутираме плюс. И интересно превод и на еден роман од норвешки јазик, така? Од Кирсти Блум. Завршил интердисциплинарни студии по новинарство во Скопје, студирал и на Институтот за новинарство и масовни комуникации во Гетеборг, Шведска, каде што живее и работи, член на Друштво на писателите, но од 1990 година, но од 2003 година е член на Сојузот на шведските писатели. Добитник на повеќе награди и признанија, меѓу кои Млада струга, Златно перо и Селеничка грамота и Стојан Христов. Нели, овие последните две се повеќе награди кои што се даваат за дводомни писатели, така, нели, за писатели кои што живеат и творат на различни јазици и на различни места. Конкретно со вашето име, значи, најмногу се запознав токму кога добивте и Селеничка грамота со професорот Венко Андоновски, исто така имавме прилика да дискутираме. А во тоа време се уште бевме на факултет, кој како постдипломец, кој како студент, а професорот Венко кој ќе ни кажеше нешто добро е, читајте го, значи тоа ни беше како прва лектира што ќе земеме, затоа што неговиот радар, мислам, и неговото познавање, никој не се сомнева. Друга е онаа, значи анекдота кај Рори во кафеаната, ама тоа ќе остане, да, за други прилики. Македонски писател кој што живее и работи во Шведска. Каков е книжевниот живот во Шведска низ призмата на балкански македонски автор? Како функционираат работите таму? Затоа што знаеме кај нас е мала бара, многу крокодила. Како функционира таму? Како се тие писатели помеѓу себе во односот? Па тоа е сега една широка тема, веројатно, која и јас не би можел да одговорам најпрецизно. Нешто знам од тоа како функционираат, но не вака детално. Меѓутоа, во споредба со младата колешка од германски што преведуваат, германската литература е веројатно доволна сама и за себе, никој не треба ни да ја преведува, тие функционираат исклучително како една од најголемите светски литератури и големо јазично подрачје. Меѓутоа се разбира дека се преведува. Скандинавските јазици кои се дел од германскиот јазик, како северноевропска група на јазици, се малку потешки за преведување од причина што нема квалификувани преведувачи. Меѓутоа, македонската литература во Скандинавија е мощно слабо репрезентирана и тоа е голем хендикеп. Во принцип, за да се дискутира за некакви македонско-шведско-скандинавски врски.
ние имаме на шведски јазик до овој момент до кој зборуваме само еден роман кој е преведен од македонски автор на шведски јазик. Од сите македонски романи кои се напишани, низ историјата само е еден. Тоа е романот Вестауст од Божи Павловски, што го преведе починатиот преведувач Јон Милош, кој вложи голем труд во популаризацијата на балканските литератури, вклучувајќи и македонската, иако човекот е од Војводина по потекло, но доаѓаше на струшки вечери на поезија, имаше сенс за превод и малку со помош на речници и други работи, преведуваше и македонска литература на шведски. Тоа е единствениот роман и тоа доволно ви кажува колку е голем тој хендикеп за да дискутирате со скандинавски автори за македонска литература. Што се однесува до поезијата, има нешто повеќе, но тоа е премногу мал фонд. Тоа се неколку избори од поезијата на Блаже Коневски, на Славко Јаневски, на Матеја Матевски, Радован Павловски, Гане Тодоровски, Ѓузел ми се чини и така, повторно од споменатиот преведувач Јован Милош, меѓутоа јас нешто преведов последните години од помладата група на автори какви што се помлада. Веќе и тие остареа. Братислав Ташковски, нешто од Бранко Цветковски, од Славе Ѓоѓо Димовски. Меѓутоа, колку и да набројувам, фондот е исклучително мал и тоа го потенцирам заради прашањето како човек да го доживее тој момент на еден поврзувачки дел меѓу литературите европски. Нашата литература мора многу повеќе да се преведува за да воопшто се дискутира за некој вредносен систем кој би можел да функционира на запад, во западните земји се разбира, не зборувам за Русија, не зборувам за источните земји. Блискоста на јазичната норма овозможува полесно да функционирате во тие земји како преводна литература. Во овој дел на светот е нешто сосема друго. Реков дека единствен роман што е преведен во Шведска е на Божин Павловски. Во Данска е слична ситуацијата. Единствен преведен роман би се чини од Владо Урошевиќ, по игра на случај. И не знам дали е преведен од дански. Може би е со некој компаративен јазик. Во Норвешка не постои преведен македонски роман, ниту пак во Финска. Ако тоа нешто не зборува, може само да не обесхрабри во овој момент, но мислам дека треба да направиме многу повеќе. Јас вака би кажал, кога јас отидов во Шведска како млад човек со почетник во преведувачката дејност и воопшто земено како писател, постоја само 2 книги, според мои истражувања во тој период, зборувам за почетокот на 90-тите години со распаѓањето на Југославија, кои беа преведени тогаш во тогашна Македонија, без оглед на македонски јазик, од шведската литература. Тоа беа Пипи Долгиот шорап, што и ден денеска не можам да утврдам дали е преведено од шведски, првиот превод или од српски или српско-хрватски, се спомена јазикот српско-хрватски, тој не постои повеќе. И госпоđицата Јулија од Стринберг, таа мислам дека е некаде, може би некој нешто работел и така натаму, иако ми понудија мене пред некоја година еден фрагмент преведував за една актерка која имаше монодрама од Стринберг овдека во МНТ, шведска актерка, па и преведов еден дел од госпоđицата Јулија, па таа се уште не е преведена целосно на македонски, една од клучните драми во модерната експресионистичка драма во Европа. Денеска, рековте 30, добро, ајде малку да го зголемиме, бидејќи е факт, имам преведено 42 книги од шведски автори, од разни автори се разбира. Мислам дека Стринберг морав да се зафатам да го преведам, затоа што е тоа класик кој е меѓник на современата шведска литература и бесмислено е да преведувате само модерни автори како што е Бакман, да немате да му подадите на читателот во Македонија нешто што е класична шведска литература и затоа преведов 6 книги, од кои 4 романи и 2 драми од Стринберг, што е се уште многу малку, меѓутоа еден фонд кој нешто значи. Ако некој сака да прочита од Стринберг на македонска литература, на македонски јазик се извинувам, сега веќе има таква можност, благодарејќи исто така на разбирањето и желбата на
издавачот Нове Цветановски, кој, ете, тој ми предложи тоа да го направиме и со неговата издавачка куќа Македоника Литера го направивме тоа, значи, како еден проект кој застана, бидејќи опусот на Стринберг е огромен, а преведувачи немаме. Многу е тешко да се обезбедат преведувачи од тие мали јазици, но веројатно ако имам добро здравје и се уште мотивација во наредните години, можда уште некоја книга од Стринберг би можел да преведам. А мислите дека се претходно било или преку руски или преку српски? Претпоставувам дека оној јазик што се спомена, српско-хрватскиот, дека најмногу од тој јазик се преведувани книгите, како и ден денеска. Знаете, на Балканот нема многу квалификувани преведувачи од скандинавските јазици. Јас сум секогаш воодушевен од една од тие, велам затоа што е женскиот род, од Загреб, Желјка Черно, кој е мајстор на таа, не се занимава со друг вид на пишување, освен со преведување на скандинавската литература, пред се шведската и ете некаде околу 65-6 дела има до сега преведено. Можеме да споменеме и други имени од Србија и од Босна и Херцеговина. Каде има тука на Балканот кај што може да се изучуваат овие скандинавски јазици? Знам дека има во Софија на универзитетот, знам дека има Белград. Во Белграде скандинавистика беше прилично добро развиена и една од конкурентните во овој дел на светот, кога беше жив професорот Јовиша Рајиќ, кој беше експерт за скандинавските јазици, автор на првиот српско-хрватско-шведски речник, од кој јас сум учел лично шведски јазик, на граматиката во скратена форма и така натаму. Човекот почина пред 10 години, сега не знам каква е ситуацијата, бидејќи тешко се надоместува, се компензира еден таков чисто заради пошироката, нели, публика што ќе не слуша. Дали кој ќе кажете скандинавистика е како да кажете југославистика, да речеме како јужнословенските јазици, колку се тие различни помеѓу себе? Јас бев фрапиран од едно интервју, синолог го кажа тоа, ама со добро познавање од вака општо јазиците, добро така лингвистички подкован, дека норвешкиот јазик е всушност дански јазик, кој што само го има земено името норвешки јазик, затоа што стариот норвешки преку период кога биле под нивна доминација го изгубиле и дека нема никаков проблем тоа што јазикот речиси да не се разликува, едните си го викаат дански, други од норвешки, а ова нели оди во прилог на она со кое што ние сега се занимаваме, македонско-бугарски односи, каде што проблемот е повеќе политички отколку што е лингвистички. Дали ако човек знае шведски, до кое ниво може да ги разбере другите скандинавски јазици? Мислам, че случај, нели, финскиот не е ни скандинавски, тоа е нели сосема друга група угаро-алтајска, така. Да, па и ние велиме одека, да, апсолутно, прашањето е на место. Ние одека велиме јужно-словенска група на јазици дека ги разбираме, што не е точно. Ние тврдиме дека разбираме словенечки јазик, а кој е тој што го разбира прецизно? Не верувам дека дури и во времето на Југославија, кога имавме 3 официјални јазици, словенечки, македонски, беа официјални јазици во СФРЈ и српско-хрватски, сме имале многу повеќе контакти со словенците, ама прашање колку сме ги разбирале. Јас сум сигурен дека и ден денеска да разговарате со еден словенец каде што тој би зборувал на словенечки, а вие на македонски или на српски, тешко би се разбрало. Барем 40% сигурно за круцијалните работи ќе се разбереме. Како се разликуваат скандинавските? Па ете, затоа дојде до таа поента исто, ситуацијата е слична. Реков дека германскиот е корен на сите тие јазици, а ова е северно-германска група, каде што данскиот јазик, јас лично прилично тешко го разбирам, можам да го читам во весници и во литература, ама да го разберам во говорна комуникација, тоа е прилично тешко. Јас тоа го сметам како хендикеп, бидејќи јас не сум изворен познаваш на тие јазици, меѓутоа се уверив со една група швеđани со кои доаѓав во Македонија неколку пати на данскиот аеродром во Копенхаген Каструп, кога една стюардеса ми објаснуваше некои работи, еден швеđанец кој е роден швеđанец нормално и човек од интелектуалец се пожели, вика, зборувај
полека не те разбирам што ми кажуваш самиот. Прилично е тешко да го разберете данскиот јазик на таков начин. Тоа би било нешто слично како ова паралелата што е дадо словенечко-македонски или словенечко-српски. Норвешкиот јазик и шведскиот се поблиски. Тоа е факт. Тие се раздвоени како два државни јазика во 1905 година кога се распаѓа Шведско-Норвешката унија, која порано била под шведскиот суверен кралот. Меѓутоа со растурањето на унијата, нешто слично како српски и хрватски јазик сега, тие се два самостојни јазика. Јас преведов, се спомена еден роман по налог, по желба на еден издавач овдека Слово на Димитар Башевски, кој имаше контакт со таа писателка Кристи Блум, и го преведов, меѓутоа не е тоа исто како да преведувате од шведски. Сепак бара одредена консултација која одзема време, а времето недостасува. И потоа писателката сакаше уште неколку романи нејзини да преведеме, јас ја одбив, зашто има други проекти. И така остана тоа една книга која, вака, ја споменувам само, не значи дека не би можел да преведувам и други книги од норвешки, ама тоа бара време. Не е до можноста да не се успее во тој поглед. Кога зборуваме за скандинавска литература, скандинавистика споменавте, или јазици, во тој дел на Европа се користи повеќе нордиска определба, нордиска категорија, нордиски литератури или нордиски регион, не толку Скандинавија, бидејќи полуостровот географски е скандинавски, али тој не ги опфаќа сите, ги опфаќа пред се Шведска и Норвешка. Меѓутоа таму спаѓа и Финска, во тој нордиски регион, Исланд, тоа се сосема други јазици. И тука нема човек кој не ги познава, нема што да бара, например, јас лично, затоа што е тоа сосема друга јазична група. Во мојот случај јас се определив исклучиво и така и ќе продолжам само со шведскиот јазик и претпоставувам дека со овие другите јазици не би сакал да правам некоја посебна авантура за понатак. Може би, но сега за сега не. Како беше навлегувањето во шведскиот јазик, кога се осмеливте за прв пат да преведувате? Имаше некои чекори, да речеме, така, baby steps со детска литература, или треба многу време да помине за тоа што, еве, да речеме, и секој овој што го спомнавме претходно, Саша Станишич, на 14 години оди, а веќе добил германска награда за литература. Дали вие го знаете јазикот, мислам, сигурно го знаете, што Гане Тодоровски можете да го препеете на шведски. Колку е потребно време за да може човек да биде комотен да пишува на тој јазик? Не само да преведува од својот на друг јазик, туку и да пишува на тој јазик. Сигурно имате многу време е потребно, многу. Тоа е сосема поинаква земено чисто во говорната варијанта. Тоа е невозможно да ја совладате изговорот на гласовите во скандинавските јазици, бидејќи секогаш веднаш можете да бидете препознаени дека не спаѓате во тој дел на лингвистичкото подрачје, меѓутоа и во пишувањето е прилично комплицирано, затоа што за разлика од нашите јазици овдека, сега добро морам да кажам дека ние се задржуваме на македонскиот јазик, кој сепак во споредба со српскиот и хрватскиот не е доволно развиен се уште според моје мислење, но тоа е прашање за друга дебата, но шведскиот јазик и воопшто скандинавските јазици се познати по огромен број на синоними, кои овозможуваат голема варијација при пишување и изразување. Идиоми кои се специфични за тој регион, доколку не ги познавате, како што е потребно, да ги познавате на едно ниво за да преведете роман или не знам што, поезија, не е битно драма, многу е тешко, тоа е мачење практично, да консултирате речници или не знам што, некои посебни книги од областа на стручно објаснување на јазичните норми, тоа одзема огромно време и непотребно мачење. Затоа, за да почнете да преведувате, е
пред се неопходно поголем број години за да го совладате јазикот, а потоа да се рековте детска литература. Ја не би се согласил дека детската литература е полесна за преведување од, да речеме, возрастна, условно речено, ако е тоа категоризација. Сега, последната книга што ја преведов за печатење во јуни месец е од познатата шведско-финска писателка Туве Јансон, која е една од најголемите во 20. век со детска литература, познатите незини ликови од Муминската долина, дали Мумин Трол и други. Јас мислам дека доста се помочи со таа книга, без оглед што е таа намената за деца и млади. Меѓутоа, незината стилистика е прилично комплицирана. Најдов на синоними кои ми требаше доста време за да ги најдам дури и на интернет. Ако сте одговорен преведувач, не можете така сега по наоѓање, туку едноставно речено сакав да биде тоа навистина, бидејќи книгата што ја преведував е незината пробивна книга во кариерата, 48 година, а до денеска е јазикот развие на еден друг начин во Скандинавија и би одзема повеќе време колку што така подценувачки би можело да се каже, од детска книга ќе ја преведеме на брзина. Не е баш така. Кога мислев на детска литература дека е полесна, можеби не толку на дидактичката нејзина улога, колку на изборот на зборови. Сигурно нема некој да направи сложена детска книга каде што ќе оди само со некои метафори, со генитивни, цело време да речеме да биде една врзана поетска реченица која што, или да речеме роман за текот на свеста, па да не ја разберат. Од тој аспект. Ве сваќам, меѓутоа писателкава што ја споменав, таа сепак не е исклучиво писателка за деца, таа е и за млади, дури и за возрастни, еден специфичен свет, универзум кој се отвара преку незините книги. Јас не знам колку е таа сега позната во Македонија, меѓутоа една книга преведов и претходно кај издавачот 3 може да се најде, Невидливото дете. Сега е ова втората која ја преведов и уште една е на пат. Во 20. век е една од најголемите детски писателки за деца практично, која во Русија има само публика од некаде 50 милиони тираж, во Кина не знам колку милиони и така натаму. Но ете, не се нашло... Тие се тие нешто слично како Астрид Лингрен, да, апсолутно. Дали има посебна боја за вас скандинавската литература? Па замислам. Овдека зборувам од имаголошки аспект. Еве, да речеме, кога ќе чуеме за некоја култура, секогаш гледаме кои работи ги знаеме за нив. Сега, за луѓе што се, да речеме, растени во период на 70-тите, можеби, кога се спомне Шведска, први текнува Аба. Мене не би ми текнало први на Аба. Мене па ќе ми текне на некој од мојата лектира, ќе ми текне, мислам, додека читав книгава, додека барав платоци за вас на интернет, слушав опет Терио на Матије од мојата, да речеме, металска линија на музика, и тоа некако и најблиску ми опишува, ми го пишува тој скандинавски модел. Може би оние серии Викинзи, кои што сега беа популарни, и се она што го знаеме, направен го врзуваме со тие некои нешта. Како вие ја гледавте на почетокот, да речеме, шведска и скандинавската култура, а како сега, кога веќе сте дел од неа? Па јас отидов во Шведска како и секој што би отишол со низа предрасуди, непознавање, тотална една вака непознаница за мене. Тоа беше игра на случај, кога се запознав со мојата сегашна сопруга и тогаш кој е потекло од овдека од Скопје. И тоа беше причината што јас отидов да ја видам Шведска одблиску. Меѓутоа, денеска по 3 децении од како живеам таму, можам да речам дека некои работи сосема поинаку ги гледам сега. Како прво, ако веќе е нешто интересно да се спореди со Балканот и Скандинавија е растовареност од историчност. Се споменуваат Викинзи, да, и таа серија не ја правиле скандинавците, тоа ја мисля чини американска серија или англиска, не знам чија продукција е.
што е помалку битно. Меѓутоа, викинзите не се интересни од аспект на некој дека тоа се споменува, дека тоа е период од 8 до 10 век, кој е давна завршен како период, и воопшто не е интересно некому сега да му држите предавање за викинзите во Скандинавија, бидејќи самите луѓе не би разбрале зошто тоа се зборува. Кај нас се дискутира за антички македонци. Не за антички македонци, се дискутира за царството на Самуил од 8 до 9 век, кој апсолутно нема никаква врска со денешните луѓе кои живеат на овие простори. Меѓутоа се наметнува како една тема околу која секој треба да заземе став, практично преку медиумите, бидејќи постојат преговори меѓу држави. За мене е тоа чисто едно прашање на губење на време, на заземање став околу нешто што апсолутно не може да биде креативно размислување околу иднината и околу решавање на некои екзистенцијални прашања поврзани со образование, култура, творештво или било што. Во Шведска тоа не постои. И затоа ви велам, кога ќе ги споменете викинзите, може да ве погледне некој и да рече за што да дискутираме, какви викинзи. Тоа е дел од историјата која останата некаде таму и апсолутно не е битно. Второ, значи нивните фудбалски навивачи или кошаркарски символика е една вака. Не се шараат по лицата како нашиве, да речеме. Носат можеби поединци некакви викиншки шлемови, али пак ќе речам, тоа нема никаква врска со национализмот. Второ што е исто битно од аспект на споредба, ако веќе споредуваме овдешниот простор, балканскиот простор и скандинавскиот, како два региони во Европа кои се сепак релативно големи, слични и по население. Скандинавските земји отприлика се 20 милиони население вкупно земено, овдека е нешто слично ситуацијата ако сметаме на бивша Југославија, не мислејќи на Бугарија и Романија. Во Скандинавија, конкретно во Шведска, да се задржиме, последната војна е водена 1809 година, кога Шведска изгубила последна војна против русите во Полтава и автоматски и распаѓањето на големото тогашно шведско царство со губењето на Финска, кој денеска се споменува како носталгија, некогаш Финска беше наша и така натаму, иако Финска многу подоцна добива самостојност во 1917 година, но без оглед на тоа е последната војна. И сега вие дискутирате за војна со млади ученици швеѓани во Скандинавија, е бесмислена работа. Прво тие не се воспитувани во духот на такви дискусии, величање на некакви воинствени символи, на викинзите што ги споменавме, секери со оние серии и така. Тие го гледаат како екзотика, исто како и ние. Да, берзекери се тама, тоа е повеќе е комерцијален продукт кој што ги рекламира на некој начин. Апсолутно, да. И затоа велам, тоа е основната разлика, додека кај нас спомениците или било споменична култура или каква и да е историографска треба да побуди воинствен дух, дека ние сме народ и нација која не сме дале својата слобода, сме дале жртви, 18.000 луѓе изгинале во Втората светска војна и така што е се факти, нормално историски, но тоа треба да го одржува тој дух на патриотизмот и на некој начин да не се заборави. Разликата е таа, културолошки гледано таа е разликата. Значи, ако ние си се навраќаме, значи оние нации, оние народи кои што се навраќаат на минатото го прават тоа затоа што не гледаат дека ќе имаат иднина, така ќе му дојде практично. Не знам дали може на некој начин да се рече, но јас досега не видов дека некој шведски автор од новите, зборувам, овие генерации кои се сега актуелни или ајде да речеме дека и во претходните децении дека некој се нафитал да пишува роман за Втората светска војна. Јас таков роман не видов таму. Има, нормално, дека има од претходните генерации. И кој воопшто би барал сега таму инспирации, зашто би барал? Без оглед што Шведска била неутрална во Втората светска војна, меѓутоа не била неутрална во буквално смисла. Секој ја доживела Втората светска војна на свој начин. Но тоа е една напуштена тема и верувам дека погледите на скандинавските автори се поинакви од она што би можело да биде, како младиот писател што пишува во Хајдоберг, каде беше, кој се разбира што би пишувал друго ако не за војната во Босна и Херцеговина. Тоа е дел од неговиот живот. Трагедијата на овие народи е поинаква, таму е некоја друга приказна,
и сите сакаме да влеземе во Европска унија, нели? Веројатно ќе се побрзе тоа некогаш на некој свој начин, но ама да се заборават тие наративи за претходно, да, така да, апсолутно. Како од еден ваш превод? Дали вие, значи, ова прашање за лабораторијата на преведувачот го поставувам на секој подкаст со сите преведувачи, затоа што и самиот сум бил во некои слични проблеми, иако мислам далеко е сега споредбата од бугарски на македонски и од шведски на македонски, мислам навистина поголема километража сте требале и да изодите. Дали вашето преведување е некоја првична верзија, ги заокружувате со жолто, со зелено, непознатите зборови, потоа ги барате или не мрдате додека не го откриете вистинскиот збор? Затоа што сум чул дека има и такви преведувачи кои што ставаат рампа таму каде што ќе налетаат на првиот збор и добро, нека преспие ова ден, два, три, нема да го правиме во некои слоеви, нема да биде малтерисување на празните места. Да, прашањето ви е сосема коректно и тоа е дилемата кај секој преведувач. Јас обично велам дека преведувачот е најдобар читател. Не постои подобар читател на еден роман од самиот преведувач, бидејќи е пред се принуден секоја реченица студиозно да ја погледне. Ако е сериозен преведувач, дели? Второ, преведување е според мене умешност само доколку се преведува од оригиналниот јазик. Тоа за жал не е случај секогаш. Се користат компаративни методи кај многумина, но тоа го одзема нели се губи прилично од еден јазик на друг. Мислам дека прилично се губи од оригиналот. Сега јас не можам да дадам некој пример, но претпоставувам, верувам дека знаете на што. Калевала, например, да. Преведено, секоја чест на преведувачот од руски, ама да, апсолутно. Значи фински еп преку руска верзија до македонска. Со консултација на српска, ама ако видиме па така се да речеме сите оние преводи првични после војната на Шекспировите драми. Да. Блаже Конески, кој што не го знае англискиот јазик, а уште помалку стариот јазик има и многу други. Роме и Јулија, ако не се лажеме него. Да, и германски автори што ги преведувале, Гане Тодоровски, не знам, Анте Поповски, така не знам некој. кои воопшто не се познавачи на германскиот јазик. Но да, тоа е после Втората светска војна. Сакам да речам дека и понатаму се враќам на мојата теза дека преведувачот е најдобар читател. Бидејќи било кој роман да го преведете со прескокнувањето е невозможно. Ако сакате да биде тоа, да се заокружи како целина која ќе биде на вашиот јазик пренесена на впечатлив начин. Јас обично, ако наидувам на тешкоти во преводот, се обраќам директно до авторите и тоа се случило, не секогаш, од овие што ги набрајав претходните дела што сум ги превел. Стринберг не може да му се јави. Да, например, меѓутоа и од сегашните кои се живи и така натаму, но имало случаи кога сум се обраќал и сум барал консултации. Нормално секој автор излегува пресрет и сака да го направи тоа. И мислам дека е тоа неопходно, бидејќи одговорноста е голема кога е преведувач во прашање, не кон читателот, кон авторот, затоа што хендикеп е да преведете некоја книга со импровизации и потоа да речете, еве, тоа е таква книга, не чини или чини, ако сте веќе имали можност да го проверите тоа и да направите една добра експертиза. Па дури ако не го познавате добро јазикот, постојат со денешните дигитални алатки, постојат 1001 начин тоа да го направите. Тоа одзема време, се разбира, но ако сте се нафатиле со таква работа, верувате дека сигурно не е многу потешко. Отвараш компјутер, бараш, гледаш, додека преведуваш, стигнуваш до нешто кое што е цитат од некој писател. Одиш на сајтот на Универзитетска библиотека да видиш дали воопшто е преведена на македонски јазик или ќе треба сам да преведеш. А ако е преведена, да отидеш да го побараш изданието за да ги вметнеш нечи друг превод. И сигурно не било многу полесно пред 30 години кога немало Google и кога морал да чека преведувачот до следниот ден, а има енергија да преведува до следниот ден, додека не треба да си ги запише сите фиши
и да види таму да побара како оди. Сега е многу полесно. Дали Бакман е пристапен човек, ако сте имале некои прашања за него, дали со него имате комуникација? Видов дека релативно котира како некој рокстар на тој книжевен пазар, значи сакаат да му прават интервјуа со смисла за хумор. Ми се отвори некој, како би го нарекол тоа, rabbit hole, значи прво да истражувам за Бакман и навлегов во 500.000 работи, во 300 рецензии за неговата книга. Луѓето ја креваат оваа книга како некоја Библија, се до моментот додека не ја прочитав. Мислам, ја прочитав и гледам дека не било сиот тој хајп што го викаат, сето тоа значи славење, дека не било залудно. Обично кога ќе ми речат за книга за преку лето да се чита, особено учениците, не сакам да препорачувам нешто затоа што се водам по направило на трендот дека ако сакаш да убиеш писател, стај го да биде лектира и ќе го замрзат сите. Ама овакво книгиче навистина добро функционира да го земете со вас, затоа што на многу пристапен начин е напишано и преведено и навистина мислам дека ќе се ужива. Не рекламирам книгата чисто како некоја задача издавачот, туку ако сега навистина ми речат одбери една книга, не да земеш нешто премногу книги за одмор, мислам дека вакво четиво дефинитивно би земал, затоа што постои некоја претенциозност кога ќе се земе, да речеме, Тихиот дон на плажа. Еднаш имам видено во Охрид на плажа, Тихиот дон да ја земале, како да ќе им трае одморот 2 години. Мислам, Тихиот дон на плажа во Охрид или во Грција е како да си отидеш со порција броколи во Макдоналдс. Мислам, убаво е, здраво е, посакувано е, ама не му е местото таму. Не. Се согласувам со сето тоа што го рековте и јас исто сметам дека за на плажа е нешто сосема друго. Иако јас немам више да читам книги на плажа, јас лично. Меѓутоа, што се однесува до Бакман, тој е посебно феномен во скандинавската литература, бидејќи тие книги не се премногу длабоки според мене, да ги има таму еден куп преведени, не знам сега како се преведени од кого сите, јас до сега преведов само 2. Едната е, тој стана феномен со човекот по име Уве, бидејќи се направи и филм, беше во конкуренција за Оскар и така тој доби популарност со таа една книга која, тоа се книги на проблемот што јас сметам дека и самиот автор ги има, проблемот на модерно време со психичко расстройство, анксиозност, без оглед што е, темата на самоубиство е прилично присутна во неговите книги и тоа обработена преку еден хуморен начин, но сепак сериозност. Една мајстор на диалог во оваа книга, тоа е пред се силината на оваа книга, неговите диалози кои се дисфункционални затоа што го наведуваат читателот на смеење преку еден вид на искршен диалог кој те води од почеток до крај, те враќа напред-назад, за на крај да сватиш што се читал и зошто се читал. Мајстор е во таа смисла, меѓутоа има една голема разлика меѓу тие автори кои објавуваат милионски тиражи, за разлика од нашите балкански автори. Каде што се разбира, јас се сметам за балканец, се сметам за скандинавец, апсолутно не. За нив работи цела машинерија луѓе. Вие денеска имате во Шведска, ќе споменам само еден пример, писателката Мари Јунстед, која пишува криминални романи, ја викаат кралица на напнатиот роман, со приказни кои се поврзани со хорор, со убиства, со така напад и така напад. Само во Шведска, која 10 милиони население, таа има тираж, продадени примероци, не поземувани од библиотека, 5 милиони. Само во Шведска зборуваме. А потоа во Германија, кој е најголемиот пазар за скандинавската индустрија на криминални романи, сигурно 60 милиони, Америка и така натаму. Слично е приказната со Бакман. Тој е поголем автор во Америка, во Соединетите американски држави, колку во Шведска. Тој слабо се појавува на телевизија. Интервјуата му се обично врзани за објавување на нова книга, ќе се појави во некој од главните. Какви се интервјуа, подкасти? Меѓутоа не е автор на јавност. Ние се обидовме еве и со Жарко да го донесеме на сајмот. Јас се разговарав еднаш на телефон, ама тоа беше така. Мислам, не беше некој
потоа има тој агентка своја. И поранешниот шведски амбасадор дури го вклучивме Мат Стафансон за да, ајде, амбасадорот, малку тоа беше смешно, ај го вклучивме и тој да го покани. Меѓутоа не. Тој одбива да иде во странство со изговор дека е посветен на семејството. Јас мислам дека тој си има некои своји проблеми поврзани со темите што ги пишува и затоа се држи малку понастрана од јавноста. Но феномен е голем. Овие романи што ги пишува сепак, може би тоа не е мој афинитет, за да јас лично би потпишал со две раце за таква видна литература, но тоа е четлива литература. Во денешно време тоа можете да го прочитате со големо задоволство, без оглед на претходните предиспозиции, како автор, која видна литература ја посакувате и колку имате презнаења во некоја област, дали е психологија или не знам што, сепак ве наведува на една читателска инспирација која е впечатлива, да? Сите кои што правеле огледи за него викаат книгата не можеш да ја оставиш, значи на вистина оди се нели она што го викаме ние binge reading, binge watching, binge eating, така се бинџа, што би се рекло. Оди брзо, затоа мислам дека ќе биде совршена, значи за попладнење, за читање. А далеку од тоа дека не отвара други прашања, затоа што anxious people е секаде, нели, мислам во англискиот превод. Јас исто предлагам да биде анксиозни луѓе, но предлагав на Жарко, меѓутоа. Ама анксиозни луѓе ке нас повеќе личи како име за учебник за затоа потоа се договоривме. Меѓутоа, ако би оделе буквално според оригиналот, folk med ångest, тоа значи тоа, луѓе со анксиозност, ги оделе со преносно значење, но во нашиот превод би дошло како анксиозни луѓе. Но да го оставиме тоа, onda сакам да се вратам само на споменав дека работат цели екипи луѓе. Ја споменав Мари Јунстен, има и други, нормално, Камила Лекбери и така натаму, еве и за Фредрик Бакман. Тој ќе го напише грубиот текст на книгата, меѓутоа потоа го предава на луѓе кои се негови обожаватели, кои се стручни луѓе, лектори, писатели, кои го доработуваат. Во буквална смисла не, но доколку има пропусти стилистички да му укажа, да помине тоа низ еден филтер и некаде каде што е искривено фабулата, каде што е оставило нелогичности и така натаму, додека дојде до финален производ. Сето тоа треба да се плати. Тоа треба да имате, значи, еден издавач кој е спремен да вложи такви средства, сметајќи дека не може да биде секој писател Фредрик Бакман да има таква инвентивност. Кај нас тоа е невозможно. Овде кога сте вие автор, кој можете само да напишате една груба верзија на својот роман, да го предадете на издавачот и да бидете задоволни ако некој тамо нешто прочита или коригира. Тоа е големата разлика меѓу еден таков автор кој има милионски тиражи и еден автор кој едноставно е оставен на милост и немилост на издавач. Конкретно во Шведска, која се смета за релативно мал јазичен пазар, бидејќи е 10 милиони население, имате сојуз на писатели кои, мислам дека е некаде околу 2700 членови од прилика сега, од кои само неколку проценти може да живеат од својата литература. Тоа се да речеме, ајде, поигра на случај 20-30 писатели во Шведска кои може да живеат исклучиво од пишување на литература. Сето друго е како и овде. Или сте некде ќе земе така уредник, читач, професор, Значи нема никаква идеализација околу тоа. Писателството никаде не поминува така. А нема она како нашата поранешна синекура што беше да... Не. Има стипендии. Јас запознав на Струшки вечери еден писател, не знам дали беше од Норвешка или... Мислам дека беше од Норвешка, поет практично, кој што го прашав дали сте вие вработени или нешто друго. Не вика, значи... Државата ме плаќа, ми дава плата месечно. Моje е само на 2 години да објавам една книга поезија, која што горе-долу сега да не биде само нашкрабано последната недела ставил се што му останало во компјутер, туку нешто кое што горе-долу ќе фати, ако не друго, локална награда. Дека... Па добро, има
писателски фонд, така се вика во Шведска, кој се собира средства од разни извори и од даночни средства, меѓутоа и од донации, кој доделува секоја година разни видови на стипендии за автори и за преведувачи, мислам за писатели на литература и за преведувачи. Тука е голема конкуренција, се разбира, обично се пријавуваат по 1700 и 1800 молби, барања за тие разни стипендии кои се на различни нивоа. Едногодишна стипендија, двогодишна, 5-годишна. Јас успеав да добијам 5-годишна стипендија по конкурирање 10-15 години редовно. Меѓутоа има и така да речени загарантирани писателски грантови кои се на 10 годишно ниво и кои се прилично солидни. Некаде во денешно време околу 20.000 евра годишно. И сега да го добиете тоа треба или да сте постигнале некој успех. Петр Мандреевски, да, преведен. но не со комерцијална литература. Комерцијалната литература не добива ни поддршка од државата за превод. Овие автори што ова не се смета за комерцијална литература, но ја споменат Мари Јонстед или Камила Легбери. Тешко некој да во Шведска тоа да би помогнал да се објави во Македонија со тоа што би ја поддржал таа литература со преведувачки грант или било што. Тоа е литература која треба да се наоѓа на пазарот на економски вредности и никој не ни очекува дека ќе добие поддршка во други држави, туку исклучиво преку едноставно на пазарот преку продажба. Тоа е така како што е. Мислам дека за нас овдека конкретно, ако е нешто во што со тоа би сакали да завршам како една поента, покрај сиот труд што јас лично го вложувам за преведување, да се најде начин како да се зголеми бројката на преведувачи од скандинавските јазици. Тоа е многу важно прашање. Бидејќи постојат огромни можности за соработка и за контакти меѓу тоа се сепак литератури кои припаѓаат на помалјазични групи. Спомена Шведска е 10 милиони, Данска е 5 милиони, Норвешка 5 милиони, тоа не се големи држави и по природа на нештата се упатени едни на други помалите држави да се работуваат во областа на преводот. Но како да се дојде до тоа, јас немам рецепт, но би било убаво кога би имало повеќе млади луѓе кои би се заинтересирале за изучување на тие јазици и едновремено да се подготвува за квалификувани преведувачи на уметничка литература. Зар толку не може еден, да речеме, познавач, одличен познавач и професор од скандинавски јазици да биде вработен на нашиот универзитет? Мислам, не гледам некоја политички, не сме нешто раскарани, затворени. Сигурно дека не би било проблем, меѓутоа Мислам, човек кој што ќе ги познава, да речеме, и шведскиот, и норвешкиот, и данскиот, затоа што кај овие што ги знам преведувачи кои што, мислам, некои кои што ги знам од претходно, некои семинари сите викаат, учевме сите 4 јазици во Софија, на универзитет комплет. Да. Тоа е така. Јас мислам дека едно од преведувачките овде, се не може да се сетам на името која преведува, па дури мислам дека кај Антолог има преведено некои од овие книги од шведската литература, дека има учено во скандинавистика во Софија. Колку ги владее јазиците сега, јас не можам да кажам, но претпоставувам дека прилично солидно. Но за да се најде професор, како што рековте, тоа е веќе нешто друго. Тоа се веќе меѓууниверзитетски договори, соработки. Но сакам да потенцирам дека според мене тоа е единствениот начин како да се засили контактот меѓу тој дел на европската литература и овдека кај нас на Балканот, ето и Македонија конкретно. Бидејќи без преведувачи и познавачи на тие јазици се релативно, не е на тоа ниво. Да се надеваме на подобри времења. Апсолутно. Благодарам многу за разговорот и има што да се научи. Значи, мислам дека уште 2-3 подкасти треба за целиот оној културен и духовен живот од таму да биде пренесен тука и да можете да ни објасните и други работи. Па има уште две реченици во
поглед на ваше прашање кое го споменавте со колешката од Германија, кои ви ги предлагат книгите за превод или дали сами да ги бират? Во почетокот јас самиот ги наоѓав книгите што сметав дека се интересни за превод, но гледам дека во последниве години, што е многу позитивно и сакам тоа посебно да го потенцирам, дека нашите издавачи, барем тие со јас со кои се работувам, прилично добро ја следат скандинавската литература. И секогаш доаѓаат со нивни предлози и гледам дека нивните предлози се поврзани токму со тие хитови, како на пример во овој случај. Антол би го предложи мене да го преведам, не јас лично, но и со други книги, и за автори кои апсолутно не се познати на тоа ниво во Македонија како Фредрик Бакман. Тоа охрабрува исто од моја гледна точка дека издавачите се заинтересирани да истражуваат повеќе во помалку познати европски литератури и тоа е добро. Тоа е вака една мобилност од нивна страна што дава поголема инспирација и поттик за работа. Мислам дека ќе продолжиме по тој пат сега. Да се надевам. Благодарам многу. И јас ви благодарам.